Со изведување материјални докази предложени од обвинителството, денеска во судницата во Идризово продолжува судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во која загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Рочиштето го следи Дејан Трајковски. Дејан, повели со информациите околу денешното судење. Како што кажа и Тања, обвинителството само што започна со презентацијата на доказите, во моментов ги презентираат записниците од извршен увид на обезбедено место, односно ќе се изведуваат извештаи и анализи од Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност, но како што кажав, само што започна, малку се одолговлече на почетокот постапката поради одредени барања на одбраната, со кои повеќето не се сложи обвинителството, инаку пред да започне рочиштето, изјава дадоа родителите како реакција на вчерашната пресуда за тројцата полицајци од Кочани кои добија условни пресуди. Родителите велат дека нема да се повлечат по ваквата пресуда, а очекуваат обвинителството истата и да ја обжали до апелација, па да ги слушнеме тука што порача. Очигледно кај нас одговорноста е опционална, особено кога и институционалната, политичка или бизнис. Овој несразмер не е случаен. Ова е внимателно сведување на вината на минимум за никој да не понесе вистинска тежина. Системот не се соочува сам со себе, системот се штити сам себе. Ова не е правда, ова е техничко затворање на случај. Ако довербата во судството е 2%, со вакви пресуди веќе зборуваме за минус, односно формално постоење на институција суд. Очекуваме обвинителство да поднесе жалба и да бидат осудени. Бидејќи Кочани, како што реков, е 15 улици, не може некој да земе документи на Димитар Влахов, а да е самиот инспектор на Крижевска 2. Значи, очекуваме да се реагира позитивно и у полза на нас. Како што кажав и на почетокот, рочиштето само што започна уствари презентирањето на доказите, бидејќи на почетокот беше малку долговлечено, па допрва ќе видиме што ќе биде презентирано во судницата, па повеќе детали најавувам за следното информативно издание. Тања? Дејан, ти благодарам.